Дечки, добредовте повторно во ново видео, значи денеска правиме оценка, тоест Зеза Awards против Лазаров Awards. Ќе ги поминеме категориите за гласање, каде што ќе си дадам јас мое лично мислење и лична оценка кој би требал да освои награда во дадените категории, многу нормално. Излекувањето мислам дека ќе биде на 3 јуни, као што видов кај Лазаров подкаст, ќе имате вакво едно, така да сидете кај него. Пред месец дена мислам дека беше кај што беа Томи и Хец, кај него викнати, кај што се даваше Peugeot 3008, мислам фала на Лазаров што ме викна и мене. Бажи. Елем, значи ставете лајкче, ставете сабскрајбче ке Лазаров, ке мене, ке сите македонски јутубери. И ако стигне видео до 100 лајкови, ја отварам Зеза Awards и ставам мои категории за гласање и победникот ќе добие само сокови, пример. Вака, значи има 3 категории као што видов. Имаме спортистка на годината, тоа е спортист цртичка К, хит на годината на млада артистка и хит на годината општо. Ја би почнал прво со спортист цртичка К на годината, каде што сега ќе си ставам тука вака и си пишам, чекам малце. Зеза тап јт. Емейл, не ви го кажувам мейлот, тркнат. Ке ви го блурнем. Спортист или спортистка на годината powered by небитно едно казино наше. Би го замолил Лазаров да не ми удри копирајт на видео, не знам дали има копирајт на страна, валјда нема. Сега, значи има тука 5 понудени опции као што гледате. Катерина Попева bodybuilding. Ајде да видиме која е Катерина Попева, пошто јас поима немам која е Катерина Попева. Госпоја, не знам дали е, немој да ме сватите погрешно, не знам дали е мајка или не е. Има своја фитнес теретана као што знам у Скопје. Така да, освен тоа гледам дека и некои медали има. Чекај го отворим Инстаграма да видим. 8000 фоловери GG. Реално супер изгледа за не знам колку години има, ама се гледа дека е над 30, ама реално супер изгледа, има некои награди тука како што гледам од Bodybuilding Федерација. Добро. Идеме Дарио Ивановски, овој мислам дека нема некој кој што не го знае, еден од нашите најпознати атлетичари, маратонци, како сакате да го кажете, на долги стази што трчаат, значи да, атлетичар. Дечкото што беше ке Лазаров подкаст што кажа дека 300 евра земал и ги частел у физкултурно сите буреки симите. Мим. Ален Рустемовски, реално за него имам слушнато многу добри работи. Чекај сега како ќе извадиме Ален Рустемовски. Реално има мислам дека зимано и претходно нешто награди атлета на годината, ако не се лажам, да. Еден од нашите најдобри боксери можам да кажам моментално, а другиве двајца дечки Марко Печиновски и Матеј Бели Стојановски, да не е битно. Ајде да видим кој е Матеј Бели Стојановски прво, пошто у оваа категорија сум најмалку едуциран моментално, освен Дарио и Ален Рустемовски, Катерина сега што дознав која е, претходно немав отворено. Матеј Бели Стојановски во што се такмичи, во што е карате? Да, карате. Респект за дечкото. Мислам респект за сите спортисти што се трудат и што ја истакнуваат Македонија на некој повисоко ниво. Ајде да видиме кој е Марко Печиновски. Има нешто ставено, ако е овој дечко. Валјда. Чим го следи пола од естрадата, мислам дека е он. Златна бомара, добро дечко, има негде кај стварно не... мислам дека е пливач као што видов. Да. Или не е пливач. Има и шахт, има многу работи, братот. Чекај, Марко Печиновски Джингл ТВ. Да, нешто ми има искочено од овој подкастот дека ке Лазаров. Така да, јас на кого би му го дал ова? Јас би му го дал искрено. Би била тесна борба меѓу Дарио Ивановски и Ален Рустемовски, али спремноста и физичкото ниво како спорт, боксот е една многу добра вештина. Така да, јас би дал искрено поен тука на Ален Рустемовски и сега јас би се префрлил на хит на годината на млад артист. Значи, хит на годината на млад артист, каде што мислам дека јас сум еден од пообучените. Лазаров може да ме викне ке него жири ако сака наредна година или оваа година ако сака јас да кажам моје мислење исто. Имаме Давид Даниловски, Young Daddy, a.k.a. Лидија. Значи, песнава
уште од фрижидер што не ми искочи овие задниве 2 месеци. Го имаме мојот многу драг пријател Вански со Лара Иванова, една од најубавите македонки. Цак. After party, што би рекол Вански. Вански X Лара After Party. Реално многу добра песна. Имаме Фико Муфин Серта Wipeout. Мислам дека одговорот е јасен овдека. И имаме Тина Русева своја и Милица Ризо 1001 ноќ. Тина Русева и Милица Ризо не знам кои се. Немој no hate, значи немој да се љутите. Тина Русева The Voice of Germany. Не ми искочила, ма да гледам дека била и Келазаров подкаст. Life е златна бубамара. Дај вака да видиме малце гласчето. Тина Русева своја. Со овие реклами више преку глава сте. Пред 2 месеци 28.000 прегледи, 1600 лајка. GG. Ај на кратко. Јас намерно злобна, а ти пак расплакана. Не е мој тип на музика, али реално се од ова кратко нешто што слушнав не е лошо. Така да, ајде да видиме која е Милица Ризо. Значи, извинете што не ги знам многу женскиви артисти, али може алгоритмот мене нема фатено така. Милица Ризо Трајков. Да, 11 денечки. Звезда Гранда 2022-2023. GG. Дај да видиме. 9 заеднички пријатели. Океј. Дај вака. Можам сама. Извини. Ме губише наш цел живот, ме бараш. Извини, не, јас не знам која си, немој да се љутиш. Реално девојчево убаво изгледа вака на фотографии, привлечна е. Со македонското знаме респект, вечна да си Македонија, добро. Јас би дал тука тесна борба, да не се лути Вански, ја би дал тесна борба меѓу Фуки. Фико Муфин Серта Wipeout и Young Daddy Лидија. Како хит, кој е подобар е Лидија, зашто, значи пак сум non-biased, Лидија е како хит подобар, зашто реално мислам дека има веќе 1 милион views, чекај тоа ќе провериме. Ај вака. Млад татко, Лидија. Ајде да видиме. Пали се бре. Дали има милионче? GG, респект, 1.100.000 уште малце. Браво за Young Daddy. Ајде да видиме Wipeout. Мада Wipeout е таза сега искочена. Со нека нема ни месец, да, 3 недели. 152.000. Реално тројца артисти што се up and coming. Јас би им дал на Фико Муфин Серта Wipeout, пошто зашто ми се другари. Песната ми е нешто што би го пуштал у кола, што би го пуштал и у диско, не дека Young Daddy сегда не се пушташе, али некако ми е мене поише при срце. Респект, пак ја кажам, до сите македонски млади артисти, до Тина Русева и до Милица Ризо. Значи, сите трудете се, работете на себе си и ќе стигнете на некое ниво, како вие што се стигнале да бидете ке Лазаров овдека. Некако мене вака да се пробивате. Така ќе иде тука едно гласче за Wipeout. И последниот дел е хит на годината. Овдека имаме стварно многу бенгери. Прво, Антонија Гиговска и Пајак Навика. Ова мислам дека има околу 4 милиони прегледи и реално овие двајца кога ќе се спојат прават озбилен бум. Мада Пајак со кој да се спои Free Cloud е Пајак моментално за македонската естрада. Реално респект до Пајак, поздрав до Пајак што ги дигна македонците и македонските артисти на нозе. Кај Пајак? Кај Пајак, бе? Кај Пајак? Кај Пајак? Пајак, кај? Кај Пајак? Кај Пајак? Кај Пајак, бе? 2 бона Еверест. Сега пак некам да се навреди некој од другите артисти, али оваа песна ми омилена на мене од овие дека. Пајак и 2 бона Селави. Значи ова е пред 5-6 месеци исто. Сладкар Господја Сара. Од албумот, значи, како албум беше многу добар. Не знам зашо ја издвоиле оваа песна, може ради Сара од претходно од новиот албум се викаше тој на Сладкар пред 15 години, да. Така мислам дека се викаше, може би ради од тоа ја издвоиле како посебна песна. Ја преби дал тука на Сладкаристика 50 евра песната или некоја друга од тие,
не би ставил таа. Водиме си заслужно вдека се наоѓа. Реално Калиопи извади таков добар колапс со Слаткар што свака им част. Јован Јованов и Елвер Мекич Pushing 50, lol meme. Јован Јованов и Елвер Мекич Адреналин. Реално песната имам слушнато 2 пати. Не ми оставила нешто многу влијание. Со Пајак песните, значи што ги направија и Елвер Мекич и Јован Јованов стварно беа бенгери. 2 Бона и Лозано, значи топ 10 unexpected moments у оваа година. Жустро ми е, значи јас што би бирал, чекај надолу што има. Дупер може. Реално и тоа исто е песна што ти искача од фрижидер више. Александра Јанева ми подаваш рака. Александра Јанева ја знам, ама песнава не ја знам. Само да видам да не е нешто што јас сум испуштил од колосек. Ми подаваш рака. Александра Јанева. Објавена 2025 година. Еј, Моринјо, ајде одмарај малце, брат, жити се. 158.000 премиера. Не се дери. Навикај, не се дери. 158.000. Official cover-ов ми подаваш рака Даниела Панчетовиќ. Кој не ја знае Даниела Панчетовиќ, тоа е на многу стара македонска пејачка што има доста кавери обработено наши артисти, така да респект за Александра Јанева и за песнава. Знам дека Страйк имаше, мислам, или DJ Гоце нешто правено од ваквото од Даниела Панчетовиќ, така да голем поздрав до Александра Јанева и до песнава, не ја знам, ама реално респекти за таква музика. И за крај Таско и Теа Трајковска Луда. Ја пребија ставил Теа Трајковска 22 овдека, ако мене ме прашувате, али ајде да видиме што се десило со Сатурн Луда 128.000 пред месец дена. 128.000 пред месец дена, ајде да видиме. Интернет ме зеки. Како беше I'll tell my kids this was Кристина Агилера. Мим. Лекција за како треба да изгледа летен хит. Издет Ниџо коментирал. Ајде да видиме. Дај само малце да слушам нешто. Fun fact, Теа Трајковска мислам дека е помала и од мене. Што ја мислев дека е барем 2099. Како би можел јас да дознам Теа Трајковска колку години има, сега живо се заинтригирав. Аха, 93-та. Реално, Теа Трајковска може да го лайкне видеото зашто ја направив 10 години помлада. Мода реално изгледа младо, кога ќе видиш вака. Тие што се артистите за хит на годината и јас би дал. Реално многу тежок избор. Се дигна македонската естрада на нозе, мислам, оваа година, значи реално доста хитови имаше извадено, секој снимаше со секого и тоа ми се допаѓа. Али тука ми е, значи, Антонија Гевовски Пајак или 2 Бона Еверест или Дупер, може. Не знам, значи, многу тешка одлука. Која песна највише имам слушаното вие? Јас Дупер, може и 2 Бона Еверест, али респект за долгорочноста, респект за албумот, значи гледам као целина, пак нема да ме сватат погрешно сите други артисти, гледам као целина што се има дешавано. Така да гласот би го дал за 2 Бона Еверест. Идеме Ајден Рустемовски гласај. Гласањето е успешно. 2 Бона Еверест гласај. И Фико Муфин Серта Вајпа од гласај. Значи реално респект голем до Лазаров што исто стигна на некој ниво, мислам стигна на некој ниво веќе сигурно добри 5-6 години на едно пашо на топ 3 македонски јавни личности што би можело да се каже. Така да голем респект до него што се труди, голем респект уште еднаш до сите мужичари, на жичара у Охрид, у Водно. Голем респект до сите музицари. Голем респект до сите музичари што се трудат, што ствараат музика, што кренаа Македонија на нозе, до сите спортисти. И ја би му дал сугестија, ете, наредна година може да направи најдобар инфлуенцер, најдобар млад јутубер, чисто како идеја. Тоа би било тоа за ова видео, дечки. Ставете лајкче, ставете сабскрајбче, идеме до 2К сабскрајбери. Коментирајте вие кој мислите дека заслужува во овие жанрови категории поточно и се гледаме у наредно видео. Ајде, чао!